Да се представам, јас сум апитерапевт Ристо Андоновски. Еве ова ми е втора година како работам. Јас сум сертифициран меѓу првите во Македонија апитерапевт. Иначе се наоѓам во Козле, ориентационо блиску сум до детската болница. За наоѓање, така се наоѓаме како вие денеска што ме најдовте. Значи не е многу тешко, мада има и са деца ставија некоја локација, локатор за полесно наоѓање. И доаѓаат претежно луѓе што имаат проблеми со респираторен систем, со дишните органи, со бронхит, со астма, со синуси, со белодробни заболувања и така. А доаѓаат луѓе и што си внимаваат на своето здравје. Например, ми доаѓаат и од прошлата година ова пожарникариве, што нон-стоп знаеме каква ситуација со пожариве, дишат разни отрови едно друго за да се прочистат едноставно. Вака, апитерапија, значи, вклучува терапија со пчелин воздух. Дишењето преку овие што се тука сандачиња, специјално се прави во апикомори, изградени куќички од еколошки материјали, значи чисти, и има внатре сандачиња со пчели. Тие пчели се затворени, немаат контакт тука со луѓето, они се излегуваат од надворешна страна. И бенефитот е тука што кога се дише од тој пчелин воздух, тој внатре содржи све што носат пчелите, значи од мед, полен, прополис, матичен млеч, пчелин отров, едно друго, и тоа ако се вдишува, кога го вдишуваат клиентите, да речем, пациентите, имаат бенефит. Значи, и треба пожелно да се направат неколку третмани. Со едно вдишување, мислам со еден третман од 20 минута, не може буквално да се осети некое нешто подобрување, осеќаат само некој мирис пријатен, благ, на мед, на нешто така, али после 5-тиот, 6-тиот веќе осеќаат некое подобрување. И ова е алтернативна метода, каде што медицината, што се вика крева раце, не може што понатаму. Ова е, значи, помага доста, не е нешто операцијски захват одма да се исече, да се направи или. Значи ова треба долготрајно. Луѓе што имаат поголеми проблеми, мислам подолготрајни, со астми, со години, треба да доаѓаат и подолго време. И сега пожелен период е од април до крај на септември. Еве се уште сега ми доаѓаат уште тројца луѓе, маж, жена и детенце. Видете, на жалост треба да имаме соработка со медицинските лица, зашто ние сме поврзани. Затоа тука не смеат да влегуваат само луѓе што се елергични на убоди од пчели, луѓе што имаат епилептични напади, иначе корисно е за сите луѓе, дефинитивно за сите луѓе.